Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Музичка емисија. Мезанин. 96 FM. Мезанин. 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 Добро вечер и добре дојдовте на фреквенцијата на Радио Равел. Еви официјално започнува 191-то издание на меѓупросторот на Радио Равел, насловен Мезанин. Вечерва нема да бидеме вообичаени, вечерва нема да слушаме нешто актуелно, како што вообичаено правевме претходните емисии. Вечерва малку ќе отидеме во некои други води, тоа веќе го предпоставувате со темата која слушаме под мене, а и таа со која започнавме вечерашната емисија. Се работи за жимнопеди број 1, жимнопеди број 2 оди под мене, жимнопеди број 3 ќе оди за некоја минута. Значи вечерва изданието го започнуваме со пијано теми на еден од легендарните композитори на класична музика Ерик Сати. За потоа еве ќе направиме мал преглед, да продолжиме со музика од филмот Три бои црвено на Кшиштоф Кишловски. Потоа ќе тркнеме малку на истокот, ќе слушаме музика од Индија,
оригинална, но и современо аранжирана, затоа ќе биде задолжен индиецот со престои во Англија Нитин Сони. Ќе чуеме теми од неговите прекрасни остварувања Prophecy и Beyond Skin, за на крај да тркнеме од другата страна на Атлантикот и да слушаме не индиска, туку индијанска музика. Еве, мала промена во Мезанин, се надевам дека вечерва ќе останете на оваа фреквенција, како впрочем и претходните среди, и дека ќе уживате во нашиот избор. Одиме со уште двата дела на Жимнопеди, ова е Ерик Сати. Деветдесет и 96 милиони херци. Вечерва во сосема поинаквото издание на Мезанин, 191 поред, започнуваме со легендарниот композитор Ерик Сати, роден 1866 година, а починат 1925 година. Она што го имам пред мене како издание се неговите пијано композиции, кои ги изведува Паскал Роже, еден од неговите големи фанови. Инаку се работи за култен композитор кој живееше кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и беше сведок на многуте превирања во Париз, веројатно центарот на светот тие 30-40 години, барем што се однесува до уметноста и до музиката. Инаку интересно е што Ерик Сати
почнувајќи од 1888 година настапувал како пианист во бројните кафеа на Монмартр и бидејќи Монмартр било местото каде што буквално доаѓале уметници од целиот свет, тој имал можност да чуе што всушност како музика доаѓа од нивните земји во бројни наврати, па токму она што ќе го чуеме како следно е направено откако 1889 година во Париз се случува големата изложба каде што нели тогаш во употреба е предадена и Ефеловата кула. Тука доаѓаат многу луѓе од целиот свет, имало и разни музики и токму инспирацијата на Ерик Сати за неговите гносиени, кои ги има вкупно 6 на број, доаѓа од овие екзотични музики од истокот што токму Ерик Сати ги чул таа 1889 година. Инаку Ерик Сати е еден од инспираторите на многу современи композитори во 20 век и многу мина се крстат во него, да не бил тој, можеби класичната музика не би звучала денес онаква каква што е. Токму затоа вечера во Мезанин му посветуваме прилично доста простор на почетокот. Одиме со легендарните гносиени, кои всушност тој ги компонирал од 1889 до 1893 и тоа по ред 5, 1, 2, 3, 4, 6, меѓутоа ние ќе ги чуеме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ова се легендарните гносиени на Ерик Сати. Живете!
...96 FM. Мезанин.
Слушнавме легендарни композиции од култниот композитор Ерик Сати, изведени од пианистот Паскал Роже. Токму така, вие сте на фреквенцијата на Радио Равел и слушате Мезанин. Да не се изненадите, вечерва звучиме малку поинаку, но се надевам дека уживате во ово што ви го представуваме. Продолжуваме, ако не во ист, тогаш во сличен стил. Одиме до еден саундтрек. Се работи за музиката од филмот Три бои црвено на Кшиштоф Кишловски, за жал починатиот. Инаку се работи за неговата славна трилогија, нели, Црвено, бело и сино, според боите на француското знаме, трилогија за која музиката комплетно ја сними полскиот композитор Збигњев Прајснер, кој во меѓувреме дојде да работи и со македонскиот режисер Милчо Манчевски за неговиот последен филм кој имаше работен наслов Коски, па потоа се претвори во Сенки. Јас сум сигурен дека Прајснер ќе направи одлична музика за филмот на Милчо, но ние да се навратиме на она што Прајснер го работеше за филмот Три бои црвено на Кшиштоф Кишловски. Од овој саундтрек кој се одржи 16 теми, ќе слушнеме 4, првите две што го отвораат. Првата се носи наслов Love at First Sight. Втората е Fashion Show, основната тема во филмот, ќе го чуеме и финалето, за на крај да завршиме со уште една прекрасна тема насловена L'amour au premier regard на француски или во превод Љубов на прв поглед. Ова е музика од филмот Три бои црвено на Кшиштоf Kieślowski, podpisano Zbigniew Preissner. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, schody, korytarze, na których mogli się od dawna mijać? Chciałbym ich zapytać, czy nie pamiętają, może w drzwiach obrotowych kiedyś twarzą w twarz, jakieś przepraszam w ścisku, głos, pomyłka w słuchawce, ale znam ich odpowiedź. Nie pamiętają. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, to tylko ciąg dalszy. Od dłuższego już czasu bawił się nimi przypadek, jeszcze nie całkiem gotów zamienić się dla nich w los. Zbliżał ich i oddalał, zabiegał im drogę i tłumiąc chichot odskakiwał w bok. Były znaki, sygnały, cóż z tego, że nieczytelne. Może 3 lata temu, albo w zeszły wtorek, pewien listek przefrunął z ramienia na ramię. Było coś zgubionego, coś podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa? Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta. Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładł się na dotyk. Walizki obok siebie w przechowalni. Był może pewnej nocy jednakowy sen, natychmiast po zbudzeniu zamazany. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.
Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta. 1, 2, 3. Mezanin.
96 FM Мезанин. Ils pensent tous deux qu'un sentiment subit les a unis. Belle est cette certitude, plus belle encore l'incertitude. Ils croient que ne se connaissant pas, rien n'a jamais eu lieu entre eux. Mais ces rues, ces escaliers, ces couloirs où depuis longtemps ils ont pu se croiser. J'aimerais leur demander s'ils n'ont pas souvenir, peut-être dans une porte tournante ou un jour face à face, quelque pardon dans la foule, au téléphone, mais c'est une erreur. Mais je sais leur réponse. Non, ils ne s'en souviennent pas. Mais tout commencement n'est qu'une suite. Oh, n'est qu'une suite. Deux
Depuis si longtemps déjà, le hasard a joué avec eux, pas tout à fait prêt à se changer en destin. Qui les rapproche, les éloigne, leur coupe la route, et étouffant un rire, se sauve un peu plus loin. Il y a eu des signes, indéchiffrables qu'importe. Il y a 3 ans peut-être, ou bien mardi dernier, cette feuille qui a volé d'une épaule à l'autre. Un objet perdu ramassé, qui sait peut-être un ballon déjà perdu dans les fourrés de l'enfance. Mais tout commencement, on n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert. Il y a eu des poignées, des sonnettes où sur la trace d'une main, une autre s'imprimera. Des valises côte à côte à la consigne. Et peut-être une nuit, un même rêve, dès le réveil, au matin effacé. Mais tout commencement, on n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert au milieu. Mais tout commencement, on n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert au milieu. Mais tout commencement, on n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert au milieu. Mais tout commencement n'est qu'une suite. Le livre du destin toujours ouvert. Океј, тука некаде пар минути пред 23 часот го менуваме малку курсот. На почетокот во првиот час од вечерашниот 191 мезанин ги слушавме Ерик Сати, композициите за пијано. А ова што последно го слушавме беа теми од саундтрекот за филмот Три бои црвено, подпишан од Кшиштоф Кишловски, а музиката компонирана од легендарниот полски композитор Збигнев Прајснер. Сега одиме малку на истокот, слушаме музика од големата и секогаш неприсушна како инспирација Индија. Во било која област вечерва не интересира музиката од Индија. Ќе слушнеме една тема која трае вкупно 14 минути, веќе оди под нас. Незиниот наслов е Дунин Палас Кафи Он. Ситарот го свири легендарниот Рави Шанкар, овој пат во соработка со Али Акбар Кан. Значи, го менуваме курсот во вечерашниот мезанин, во вториот дел, одиме со музика која доаѓа од Индија.
Охо, Рави, добро свири на ситорот, фантастичен музичар е Рави Шанкар. Слушнавме на негова долго свиречка тема, поместена на една компилација на која претежно има музика која доаѓа од големата и далечна од нас Индија, но блиска веројатно во срцето. Продолжуваме со сличен сензибилитет на теми. Bay the Fish на своето првенче насловено Look Up одсвиря фантастично ситар на една тема. Всушност приказната е дека токму нивната пријателка Марија им го донела ситарот од Лондон, па токму затоа тие темата ја насловуваат Марија и ја посветуваат на својата пријателка. А после Bay the Fish одиме на Нитин Сони, човекот кој изминативе 6-7 години сними на вистина квалитетни албуми, се работи за човек кој потекнува од Индија, меѓутоа со трајна дестинација Лондон. Инаку Нитин Сони пред се е познат како музички продуцент, бидејќи човекот на некој начин доколку би бил филмаџија, би бил режисер, затоа што сака да ги обединува музичарите во своето големо студио. Па така на неговите проекти кои ги имаме овде, Beyond Skin и Prophecy, учествуваат многу што вокали, што музичари за тие да го постигнат посакуваниот ефект. Инаку Нитин Сони и неговата музика ќе биде фино надоврзување на ова што го започна Рави Шанкар, бидејќи на некој начин Нитин Сони ја осовременува аранжмански индиската музика, тоа ќе го почувствувате токму во следните 20 па можеби и повеќе минути. Но пред тоа одиме со Bay the Fish и споменатата тема Марија. Живете! Mezzanine. Was it aching quest 5 years long? Correct me if I'm wrong. No, it was 5 years long. I was looking, man, believe me, aching like my quest, craving for my sweetness, walking without rest. Man, I was talking to some people. They never knew what I'm yearning for. Connecting on the net misguided me, and I kept on cruising more. And here I was in Asia. They gave me a lot of things to try. I'm messing with my head a while. It didn't help to find my style. And I never knew. Man, I've got a friend. She can't help me get my instruments in. Maria, 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 glad to have you near. Maria, 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 glad to have you near. Maria, Maria, glad to have you near. Maria, Maria, glad to have you near. Maria,
about the first of a planned series of underground nuclear tests at Mururoa Atoll in the South Pacific. The French Defense Ministry said the magnitude of the explosion was approximately the same as the bomb dropped on Hiroshima.
1, 2, 3. Mezanin. नदिया बरे भये रे नदिया बरे भये रे नदिया बरे भये नदिया बरे
শেষ বিকেলের মতো অস্ত যেতাম অসীম রাতের শেষে শয়নে সূর্যের সাথে আমি ঘুমিয়ে যেতাম সূর্যের সাথে আমি ঘুমিয়ে যেতাম The sun. Keep moving, keep changing, keep flowing with the sun. Rivers rise, oceans rise, people rise with the sun. Yeah. If I were never to leave, if I were always alone. If I were never to see you, if I could sit with the sun, if I could sit with the sun, tears falling, rain falling, leaves are falling with the sun, lights drifting, seeds drifting. World's drifting with the sun. হঠাৎ যদি আমি থেমে যেতাম শেষ বিকেলের মতো অস্ত যেতাম অসীম রাতের শেষে শয়নে সূর্যের সাথে আমি ঘুমিয়ে যেতাম সূর্যের সাথে আমি ঘুমিয়ে যেতাম Oh, if I were never to leave you, if I were always alone, if I were never to see you, if I could sit with the sun, never to leave here, always alone. হঠাৎ যদি আমি থেমে যেতাম শেষ বিকেলের মতো অস্ত যেতাম অসীম রাতের শেষে শয়নে সূর্যের সাথে আমি ঘুমিয়ে যেতাম হঠাৎ যদি আমি থেমে যেতাম শেষ বিকেলের মতো অস্ত যেতাম অসীম রাতের শেষে শয়নে সূর্যের সাথে আমি ঘুমিয়ে যেতাম Eden 2, 3. Mezanin. Nothing new left to say.
If my nothing here resides inside me, I have nothing left to hide. We could be free. No more clinging to this world, nothing here. Insecurity unfolds, no more fear. Feeling cuts me like a knife, and who's to say if we've everything in life, we find our way. In this nothing I have found nothing more, but in the space inside my mind I open doors.
Radio Ravel 96 FM. Ravel 96 Radio Ravel 96 FM. وعليه يا الايام وعليه هديتيني فاتني الوقت راني همل Fique triste quando eu me apagar. Faz parte da vida escura. Veja a lua subindo, tomando seu lugar. Ondas de tristeza para apreciar. ضيعتيني وخليتيني فاتت
وعلاه ويا الدنيا خليتيني كيما هكذا مهمومة خليتيني متهونة ومضرارة وشكون يقدرني وعلاه يا ليوم وعلاه هديتيني فاتني الوقت راني ندم علاه يا ليوم وعلاه هديتيني فاتني الوقت وراني ندم يامي ولا الظلمة كي الليل كي نهار أنا معاك انت يامي ولا الظلمة ظلمة كي الليل كي نهار معاك انت وراحت ومشى وموات غابت المولات مولات عاشقين ولا وشحال انتيا Devedeset šest FM Mezanin. The fighting was the heaviest you've seen in Sarajevo. At the police station, manned by officers loyal to the Muslim government of President Izetbegovic, men tried to find what cover they could as bullets literally kicked around them. We are free to be free.
Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Конечно пред самиот крај на емисијата го слушаме фамозниот фон. Breathing Light беше последната тема од албумот Prophecy на Nitin Soni, која наистина звучи фантастично. Тука сме некаде 10 минути пред крајот на вечерашното 191 издание на Мезанин, кое дефинитивно е нетипично од она што го правевме претходните изданија, кога пред се преслушувавме нови албумски остварувања издадени кон крајот на 2006 и почетокот на 2007 година. Вечерва решивме малку да откачиме. Се надевам дека ова што го слушавте изминатите час и 50 ви се допаѓа. Емисијата ја заокружуваме со една индијанска тема. Работата е што Колумбо тргнал да ги баре индиците, меѓутоа ги нашол индијанците. Нитин Сони, како што кажав, е човек кој потекнува од Индија, меѓутоа работи долго време на Западот и создава музика пред се во корелација со оттаму од каде што доаѓа. А овој пат одиме од другата страна на Атлантикот, од каде што нели доаѓаат индијанците. Ова беше фина констатација, нели? Инаку, ова што го имам пред мене е саундтракот од филмот Smoke Signals или Димни сигнали. Филм кој беше снимен пред околу 10 години и се работи за првото остварување кое воопшто е направено од индијанци, значи од режисер преку самата филмска екипа и преку сите оние што учествуваа во овој филмски проект. Инаку интересна е приказната во филмот, се работи за остварување во кое се раскажува зависноста на индијанците од алкохолот, од коцкањето и од сите оние работи кои не се баш окей во нивните резервати во кои се уште живеат, за жал. Инаку вечерва нас не интересира пред се музиката на саундтрекот за филмот на режисерот Крис Ајра. За заокружување на вечерашниот Мезанин ја слушаме прекрасната тема Forgive Our Father's Suite. Ова е музика од филмот Smoke Signals или Димни сигнали.
Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Музичка емисија. Мезанин. 96 FM. Мезанин. 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 Океј, веќе навлеговме и во новиот ден. Поздрав од бикот што седи и од човекот што не пуши луле. Ова беше 191-то издание на меѓупросторот на Радио Равел Мезанин. Поздрав до следната среда во истиот термин. Репризата на оваа емисија е во сабота од 21 до 23 часот. Лека ноќ. No Britannia Hotel. That's the prostitution hotel.